Сојузот на синдикати на Македонија е гневен што не беше вклучен во комисиската расправа на Законот за администрација, кој наскоро со европско знаменце власта е со намера да го донесе. Според првиот синдикалец Слободан Трендафилов, ова административците ќе ги чини по 2500 денари месечно помалку. Да спровнат законско решение кое ќе ги чини вработените во јавниот сектор, односно за сите оние работници за кои се однесува Законот за административни службеници 2500 денари помалку на нивната плата од месец март 2024 година и сметаме дека тоа ќе биде поразително, тоа што го добија вработените по тој закон во 2023 година први, денеска први ќе го загубат како право. Усогласувањето на платите се случува од март 25 година, веројатно ја помешале годината, па во 2024 година планираат да ја скратат минималната плата како основица за пресметка на платите на вработените. Нашите сериозни забелешки се и во поглед на тоа што синдикатите не се вклучени ниту во креирањето на вредноста на бодот. За синдикатот е нејасно зошто на нив не им било дозволено присуство кога се работи за суштински интерес. Ние сме ги кажале овие забелешки на премиерот, на министрите, меѓутоа сметаме дека и пратениците треба да го слушнат нивниот глас. Благодарам за поканата која беше упатена од пратеничката група на ВМРО ДПМН и тука е дополнителниот, односно заменик министер во Министерството за информатичка општествена администрација да ги слушне нашите прашања. Очекувавме сите да не повикаат денеска. Денеска имам информација дека повторно ќе продолжат на расправа. Ние стоиме на располагање да не повикаат, да дојдеме да им кажеме што сакаат да ни направат нас на работниците. Иако, пак ќе кажем, законското решение има и низа добри елементи кои они ги имаат предвидено во таквото законско решение, меѓутоа пак тоа што е добро е од 1 јануари 2025 година. Од друга страна, ВМРО ДПМН застанаа зад синдикалните барања, а во врска со ово и други законски решенија порачаа. Сериозно ќе се зафати со трансформација на општеството, но особено трансформација на системот на јавната администрација. Затоа што наша цел да имаме задоволни вработени во јавната администрација, да ја зголемиме ретенцијата, односно ги задржиме вработените во јавната администрација кои што се квалитетни, кои што имаат компетенции, истите да ги наградиме, се со цел да граѓаните имаат ефикасна јавна администрација, односно да имаат добри услуги кон себе. Овој закон веруваме дека оваква брза процедура, без никаква консултација и вклученост на засегнати страни, не го гарантира овој процес. За да го спречи донесувањето на овој закон, ВМРО ДПМН поднел 23 амандмани, но според нив суштински е следниот. Што би се покачувале и сите други примања линеарно наместо како сега во моментов кое што со покачувањето на минималната плата имате еден феномен на врнотежување на сите други примања. Така да 21 амандман само за овој закон, додека за другите имаме уште 16. Според најавите, овој закон на дневен ред треба да биде ставен на седница на 7 февруари и најверојатно ќе биде усвоен.